Добар ден, драги ученици! Денеска ќе ја учиме печатната буква У. Ова се адаптирани содржини по предметот македонски јазик. Изготви наставничката Милица Серафимовска, наставник специјален едукатор во посебното основно училиште доктор Златан Сремец, Скопје. Во денешната лекција треба да научиш да ја препознаеш буквата У, правилно да ја изговараш, да ја покажуваш, посочуваш, да научиш да ја пишуваш, да ја моделираш, да пишуваш зборови со буквата У, да читаш зборови и куси реченици. Ајде да изговориме У. Гласот У е вокал. Кога го изговараш, во устата ништо не создава пречка. Собери ги малку нанапред и истури ги устните. Пушти го воздухот да струи. У, У, У. Кои зборови почнуваат на гласот У? Уста, уво, ут, улица. Уште зборови кои ја содржат У. Училиште, ученик, ученици. Супа, круша. Погледај, ова е буквата У. У. Буквата У можеш да ја моделираш, да залепиш различен материјал во просторот меѓу линиите, а се разбира кој материјал можеш да го залепиш. Колаж хартија, пластелин, цевки, макарони, тоа што го имаш да дофат на твоите рачиња. А сега пишување. Една коса од горе надолу кон лево и уште една коса линија од горе надолу кон десно. Значи, буквата У се пишува со две коси линии. Ајде да имитираме. Што гледаш на сликата? Да, тоа е волк. А знаеш ли како прави волкот? Ау! Ау! Тука слушаш два гласа. Првиот глас е а потоа У. Долго У. Ау! Обиди се и ти да правиш како волкот. Аутот? Утот прави вака. У, У, У. У, У, У. Обиди се и ти и имитирај го звукот на утот. У, У, У. Наред се слогови. Ајде да вежбаме слогови. Ту-ту, пу-пу, ру-ру, бу-бу, ку-ку, гу-гу, му. Да видиме каде е гласот У, односно буквата У во реченица. Дуле живее во убава куќа. Во зборот Дуле У е втор глас. Во зборот убава, зборот убава почнува на буквата У. Во зборот куќа У се наоѓа на второто место. Сузе многу учи. Во зборот сузе У е во средината, во зборот многу на крајот од зборот, а во зборот учи
на почеток на зборот. Утрово луна е весела. Во зборот утрово у се наоѓа на почеток од зборот, во зборот луна во средина, а во зборот весела го нема гласот у. Сега ќе прочитаме еден кус текст. Текстот се вика убавка. Во овој текст треба да ја воочиш, да ја покажеш, да ја изговориш буквата У и да раскажеш ако запомни нешто од текстот. Слушни внимателно. Убавка. Убавка беше многу убава. Од утро до вечер се разубавуваше. Но за учење не беше умна. Не научи да чита, ниту да пишува. Времето минуваше. Еден ден рече: од утре ќе почнам да учам. Убавината ќе помине. Време е да научам нешто. Почна вредно да учи. И многу научи. Дали ти се допадна текстот за убавка? Биди умен, биди умна и вредно учи. Секако си најубав, најубава. Во оваа лекција, секое дете може да најде нешто што ќе научи. Некој повеќе, некој помалку. Секогаш можеш одново и одново да ја слушаш лекцијата, да учиш, да пишуваш, да зборуваш и читаш. Драги ученици, ви благодарам што следите со внимание. До следната лекција, до слушање.